да се биде македонски писател во 21 век покрај делата кои што ги оставиле Стале Попов, Ристо Крле, па и современиот автор Венко Андоновски е навистина тешко. Да успееш да привлечеш читатели со ново непознато име за јавноста е навистина успех. Седам наспроти Вера Калин, добитничката на наградата најчитан автор за 2016 година за делото Бездомникот со златен часовник. Најнапред, добре дојде во Телеграф. Добро ве најдов. Вака, сега нема да ти го поставам прашањето какво е чувството да ја држиш во раце оваа награда, затоа што сигурно е прекрасна, но ќе те замолам во твој стил на раскажувачки начин да ни ги пренесеш оние импресии кои ги имаше во моментот кога дозна за оваа награда. Па за наградата дознав една недела пред оделувањето, така нешто. Мојот издавач знаел малку порано, не ми кажал никој и морав да држам таа информација во тајност и тоа беше генерално најтешкиот дел од сето тоа, затоа што имав порив да кажам, да се заблагодарам. Ама почекав до самото доделување да им се заблагодарам на читателите. Не знам, со оглед на тоа што имаше време додека да ја примам наградата, така ја консумирав, што се вели во збудата, дел по дел. Така што не беше на самото врачување на наградата не бев толку многу возбудена. Меѓутоа претходно почувствував дека сите мои соништа се остваруваат, затоа што се сеќавам уште на почетокот кога оваа награда дознав дека се доделува. Се запрешав, тогаш јас уште не пишував, се запрешав дали некогаш јас би ја добила. И сега кога стојам во редот на Венко Андоновски и Блаже Миневски, кои што претходно имаат добиено, не знам, чувството не е описливо. Така, ја знаеш отприлика бројката на читаноста, читателите вкупно од целата возбуда не прашав, така? Ама планирам да прашам, да, во контакт сум, планирам да прашам, не сум сигурна, отприлика за претходните добитници, бројките се движеле до 1500 примероци, така нешто. Така. И сега конкретно во мојот случај не сум сигурна, не знам. Така, затоа што тоа и се пренесува, нели, кога ќе земеш книгата, ја даваме на комши, на пријателки, така што пак го немаме точниот број. Покрај оваа награда, на твојата книга Неудобна се закити со уште една награда, односно превод на бугарски јазик, така, значи се крчка дека можеби ќе има превод и на англиски и на германски, така. И сега чекориш брзо, но сигурно за еден млад автор како тебе. Кои се твоите амбиции? Си имаш ли некакви поставени цели со оглед на тоа што си премногу млада, а нели тој успех ти доаѓа некако многу брзо? Па, например, мојот издавач постојано ми вели да малку да запрам, да не брзам, затоа што моите амбиции така прилично брзо се одвиваат, прилично се така големи. И постојано ми вели дека треба полека, нели, да чекорам до, да речеме условно речено, поголем успех. Сакам да имам преводи, реално сакам јас ова да го работам, сакам да можам да живеам од ова и да не морам да работам ништо друго, затоа што би сакала целосно да се посветам на раскажување приказни. Сега најголемата амбиција ми е да напишам третата книга која што би ги надминала овие две. Конкретно втората сметам дека ја надминува првата, меѓутоа читателите се уште ја земаат првата, оние кои што не ја прочитале, оние кои што ја прочитале веќе се префрлија на втората. Ама така тешко е кога зад себе имате одредени дела кои што им се допаднале на читателите, да бидете сигурни во себе дека следното ќе биде подобро. Така што еве во моментот најголемата амбиција ми е да напишам следната книга. Овие сами по себе ќе се заживуваат како што заживувале досега. Ете некако сами по себе се редат и преводите. Мислам дека со оглед на тоа што напишав дела со кои што читателите се задоволни, неминовен е успехот дали тука или надвор. Така што иднината моја е следните мои приказни. Така, сега имаше малце необичен предвестник на книгата, ви рекла, значи филм, ќе го наречам краткометражно филмче, бидејќи така го доживеав додека го гледав. Интересен пристап на промоција на една книга. Дали ова можеби ќе биде твој личен тренд кој што сакаш да го наметнеш и можеби секоја твоја следна книга ќе добива нешто вакво? Па јас би сакала, конкретно тоа беше трейлер, така филмски трейлер сакав да го направам. Токму така сакав да изгледа како да е трейлер за филм, а не за книга.
Со оглед на тоа што кај нас не се прават многу такви нешта, визуелни представи на книгите, собрав одредени луѓе кои што ми беа пријатели, кои што се нафатија да го реализираме тоа. Интересно беше тоа што тогаш романот не беше ни готов. Не знаев дали ќе го изгледам, не знаев каде ќе го изгледам, не знаев ништо, ама се погоди да сакаат да ми помогнат визуелно да си го представам, за и јас да имам така некој внатрешен поттик да побрзо да ја завршам книгата. Искрено, трейлерот е интересно нешто, ама во поглед на промоција на книгата не направи нешто многу, за разлика од сите овие промоции кои што се одвива на традиционален, да речеме, начин. Би сакала тоа да е мој така личен печат, ама не знам, ќе видиме. За втората конкретно нема, затоа што се кратки раскази. За понатаму, да. Првата трейлерот беше направен волонтерски, така што јас, што се вели, немав никакви трошоци, никој немаше никакви трошоци, сите си има одредени добивки од аспект, некои го користеа за испит и така натаму. Не знам дали би вложувала искрено средства во нешто кое што не сум сигурна дали тука конкретно во Македонија успева за поголема експанзија на книгите. Така. И сега неодамна од печатница излезе твојата втора книга Ловци на светлуѓе. Ќе ти признам дека насловот веднаш ме фасцинираше, ме врати во детството. Јас сум од оние деца кои што имаа среќа да ловат светулки и да ги лепиме по целото тело. Значи сите деца се собиравме на улица и потоа изгледавме како некои подвижни соцзвездија. Беше интересно чувство. И сега ќе да позборуваме малце за оваа книга. Што се крие зад овие корици? Ловци на светулки се 13 приказни, некои од нив се досега објавени поради тоа што се добитници на награди за кратки раскази. Останатите пак се целосно нови и свежи. Решив да ги вклопам во една збирка затоа што сметав дека заслужуваат своја публика, одредена група на читатели кои што веќе се запознаени со моите раскази, затоа што јас настапив на книжевната сцена пред се со расказите. Беа многу задоволни. И знаејќи го тоа, сметав дека и заслужува публиката да излезат овие приказни и да им дозволам да ги доживеат. Оваа книга е така со малку пореални и посовремени теми. Многу се присутни и темите на мајчинството, така што не бев сигурна дали мојата генерација на пријателите ќе се најдат себе си во неа. За среќа, многу така да речеме од 20-тите години се пронајдоа во книгата, што мене ми беше изненадување затоа што пред се ми беше наменета за повозрасната читателска публика. Бездомникот, да речеме, знаев дека е интересна приказна дури и за оние кои што малку помали од мене. Така што ми се случува и со првата и со втората моите пријатели да ја земат, па нивните родители да ја читаат. Интересно е тоа што овие приказни се наоѓаат публиката во различни генерации. Така и Ловец на светулки ја нарекуваш премостување од твојот прв до твојот втор роман. Мене да ми звучи како некој одмор. Како ти би го опишала? Па, со оглед на тоа што пишувањето на кратки раскази е полесно отколку да се напише роман. Од една страна е потешко затоа што во еден расказ мора да сместите цел еден живот во неколку страници. Од друга страна, романот бара повеќе време и повеќе посветеност и многу повеќе преправки, затоа што расказот да се навратите на 3 страници, 4 страници, па и 10 е многу полесно отколку на 400. Така што ја пишував, да речеме, во етапи. Одредени раскази се пишувани во еден период од мојот живот, други подоцна. Гледав да има одредена нишка и одредена атмосфера и тон на расказите кои што ќе ги спојува. Ама да, може да се рече дека е одреден одмор до тоа што сакам следно да го напишам и пред се сакав да напишам нешто што е подобро од првата книга, за мене има поголема книжевна вредност, така рекоа и критичарите. Така што за да можам да преидам на следната книга која што ќе биде нешто што е подобро. Така, и сега би го заокружила разговорот со она што ти си дипломиран економиста. Многу ми беше интересно тоа, значи, што си заврши пред некое време, нели, дипломираше. Сега неодамна се запиша на книжевност, така? Книжевност, да. Значи ли тоа дека можеби првиот факултет ти била некоја грешка, откако си разбрала дека го имаш овој талент за пишување? Не, јас почнав да пишувам пред да се запишам на факултет и мојата дилема беше помеѓу економски и помеѓу книжевност.
Ма така решив да имам одреден, што се вели, план Б, во случај да не испадне ништо од пишувањето, затоа што сите знаеме дека е тешко да се заработува од пишување во Македонија или од било која уметност. Сакав да имам одредена струка која што ќе биде доходовна, да речеме. За среќа се влюбив во економијата, односно јас се запишав на e-бизнес, така што тоа ми е прилично блиско, затоа што секојдневно сум обкружена со целата таа дигитална економија, конкретно дигиталната економија е она кое што ме интересира, моето поле на интерес. Не знам дали нешто ќе работам во таа струка, ама дефинитивно се влюбив за време на тие 4 години. Така што сметам дека секое нешто, доколку се внесете во истото, може да стане интересно. Дефинитивно пишувањето е мојата прва љубов и мојата прва страст, ама ќе видиме како тоа ќе се одвива. Од пишувањето не се откажувам, а што ќе работам и за да преживеам, не знам. Така. Многу ти благодарам што одвои време и што дојде во Телеграф. Фала многу на поканата.